Добре додавте во новата епизода на Хоризонт Телма. Јас сум Тија и денеска тема на разговор ќе ни бидат работничките права. Воедно со тоа и го поканив мојот денешен гостин, Дарко Трајковски, кој што е и претседател на секцијата на млади при ССМ. Здраво, Дарко, како си? Здраво, Теа, фала на поканата. Супер сум, супер. Пријатно е во студиото, така да се надевам дека ќе позборуваме на малце за работничките права и некои теми кои се опфатени во склоп на тоа поле. Така, најчесто кога зборуваме за работничките права, ќе претпоставиме на, ајде да кажеме, на постари работници, малце се изоставени младите во тој дел. Па еви од тука би сакала да прашам какви се работничките права, особено за младите кои што стапуваат, например, во работен однос. Како го гледаш ти еве тоа? Така, па во зависност нели каков би бил прелазот, дали од средно образование па да се дојде до пазарот на трудот, или нели имаме и млади кои се со високо образование, па со мастер студии, имаат докторски студии, па тек во да кажеме по возраст на некоја си година, доколку нели не работат напоредно дека ги студираат сите тие работи, влегуваат во пазарот на трудот. Во Македонија кај нас за жал не е баш најсјајно во поглед на вработувањето и во можностите кои се нудат нели на пазарот на трудот, со тоа што имаме едно големо, мислам дека разочарување кај младите заради таа непрофесионалност, односно недоволно квалификуван кадар или квалификуван кадар кој не може да влезе во пазарот на трудот. Тука сакам да те прашам во смисла, дали младите се разочарани од работодавците со тоа што добиваат ако се вработат кај нив, или премногу се квалификувани, едноставно нема работна позиција каде што би можеле да се вработат? Па види, тука би ги ставил и двете точки, односно и дека понудувачката на работодавците некогаш од нивна страна е злоупотребена, односно за една работна позиција да се извршуваат повеќе работни обврски кои не би биле нели надокнадени или објаснети во договорите, и од другата страна е квалификацијата на нели одредени млади кои нели сакаат да влезат во пазарот на трудот, но ги немаат потребните услови, односно да кажеме од страна на работодавецот кои им се нели загарантирани, би рекле, и поради тоа се одлучуваат да не се вработат воопшто. Така, ти спомна дека младите денеска и кога ќе пристапат наидуваат на разочарување. Дали сметаш дека денеска младите многу работат или многу малку работат? Не знам што би одговорил, немам конкретен одговор на ова прашање, но секогаш нели се осврнуваме на тоа нели за дали младите работат или кој колку работи, а никој не го постава прашањето колку младите не работат или колку воопшто сите луѓе кои се во пазарот на трудот не работат, односно не ги исполнуваат работните обврски, а при тоа нели се вработени и ги остваруваат и ги уживаат сите права кои се загарантирани нели по самиот закон. По самиот закон, така. И нели мислам дека има и такви. И такви. Сепак сум со некое не доволно формирано мислење заради тоа што и двете страни се застигнати. Така, младите, еве, спомна во зависност од тоа дали ќе завршат средно, па ќе пристапат кон пазарот на трудот, или дали понатаму ќе се усовршуваат со високо образование, ќе достигнат нели до докторски студии. Па во тој дел, еве, јас како млад човек завршувам средно образование и сакам да се вработам. Дали со самите потпишување на договори кои што ги даваат на младите кои што ќе се запослат некаде во некој
некоја фирма. Дали тука може да се на некој начин да се направат некои малверзации, бидејќи млад, неискусен, прв пат стапува на работна позиција, дали тука може да биде злоупотребен на некој начин или на пример да биде вработен 2-3 месеци па после да го отпуштат. Има многу такви случаи, или младите да ги дознаат нивните работнички права по 3, 4, 5 години од стапување во работен однос. Што мислиш, што се случува тука и зошто е потребно младите уште од првиот работен ден да ги знаат нивните работнички права? Така, би се осврнал јас тука на интересирањето кај младите, малку и во тој дел, нели, на договорите, дали се на определено, на неопределено, дали е волонтерски договор, нели, многу од младите, јас мислам, по моето мислење, заради тоа што и јас кога се вработував, јас не го прочитав договорот, ми рекоа потпиши се тука и само се потпишав. Така да мислам дека многу од младите се во таква донесени во една позиција кај што, нели, се на крајот на денот сите одиме за плата, за пари, заради тоа што, нели, треба да живееш некако, да го преживееш денот и месецот, и мислам дека секогаш ја гледаат понудената плата, односно крајниот продукт за тој месец, односно парите кои би ги земале, и не обрнуваат внимание на останатите права кои им следуваат, или дали се здравствено осигурани, дали ќе бидат здравствено осигурани, дали не, дали има право на пауза или нема право на пауза, дали би бил злоупотребан за прекувремената работа во сабота, во недела, работа за празник. Мислам дека многу од тие податоци се занемаруваат само заради тоа што се доаѓа до тој момент на платата. Но кога ќе дојде моментот до останатите права кои што треба да бидат обезбедени, и тука можеби младиот вработен ќе дојде до некој конфликт, а зошто јас го немам тоа право, или зошто ова не ми е возможено, а би требало да стои во договорот, тогаш и доаѓаме до нели поставување на прашање и до некој бунт и до револт. Но колку сметаш дека младиот човек треба да биде свесен за тоа каков договор потпишува и каде може да се обрати? Еве, ти како представник на секцијата на млади, што прво би го упатил младиот човек да направи кога ќе започне пред да започне со првото работно искуство? Така, пред да започне со влегување на пазарот на трудот, мислам дека секој, не само млад човек, секој кој, заради тоа што имаме и луѓе кои не се млади, али во повозрасни години или во таа некоја средно доба се стекнуваат, нели, со право на работа, кој е така формално, да кажеме, со договор или сите тие работи, заради тоа што може и претходно работел, нели, како занечие или бил градежен работник кој не бил во никаква форма спакуван тој работен однос, односно си работел дали сам за себе, што има многу такви случаеви кај нас во нашава држава, и мислам дека би требало да се покаже кај сите, не само кај младите, едноставно еден интерес, каде што сега денеска во 21. век имаме апсолутно секаков пристап, барем мислам дека поголемиот дел имаат пристап до информации кои се од јавен карактер, дали за договори за вработување, тука е ССМ, тука си останатите, нели, синдикати кои они имаат служби, сега не може да кажеме дека само нашиот синдикат функционира и работи, има и други синдикати кои се занимаваат со оваа, нели, тематика, и мислам дека самиот интерес кај секој човек треба да произлегува. Ако сакам да се вработам, што би работел, кои би биле моите права, дали јас би имал некакво право, кога би отишол на разговор, значи кај работодавецот во било која институција, дали е од јавен сектор или дали е во приватниот сектор, мислам дека тие се работи основни кои, нели, би се поминале на интервјуто, каде што тој би требало да ги праша, би требало да се запраша сам дали би имал право на пауза, би имал право на одмор,
на колкаво е тоа право и доколку нели при после тоа влегувањето на пазарот на трудот, доколку има некои исклучоци, односно престапи, би требало да се заинтересира малку повеќе за да дојде до информациите како што се нели сега ќе споменам колективните договори или законот за работни односи. Така, дали мислиш и кое според тебе е вистинското време да го поставиш онаа прашање, а колкава ќе биде платата? Тешко прашање. Тешко прашање заради тоа што мислам дека секогаш се тргнува од тој момент. Колкава ќе биде платата и колку пари ќе земам. Јас се доаѓам од здравствениот сектор, работам во Свети Наум Охридски, градската болница, како физиотерапевт и секогаш ако не водело тоа колкава е платата, јас мислам дека не би работел таму. Заради тоа што нашата работа е благодетна, ама од другата страна па е неблагодарна. Заради тоа што платите се кај нас во Македонија релативно, да кажеме, ниски во здравствениот сектор, но ако мене ме води само платата за јас да работам во здравство, јас мислам дека не би работел во здравство, така да и треба да имаш и други мотиви кои би те воделе нели за професијата да си ја работиш. Така, ја би се служила со тебе, но постојат млади кои што не размислуваат како тебе, например јас размислувам во тој дел како тебе, но постојат млади кои што ќе работат само за да имаат висока плата. И затоа те прашав, кога е вистинското време да го прашаш работодавецот во делот на интервјуто или со оној кој што е задолжен, во поново време сега имаме и оделот за човечки ресурси, кој што е задолжен или да го интервјуира вработениот и да види дали е компатибилен за самата компанија. Кога треба јас, не сум вработена, кога јас треба во фирма да прашам, пред да ме вработат, колкава ќе ми биде платата? Они посекаво ќе те прашаат, тие се трик прашања што ги користат нели работодавците при тие технички интервјуа, така да тие се трик прашања каде што мислам дека со оглед на тоа дали си имал претходно работно искуство, дали си работел на таа позиција за која нели конкурираш во делот на институцијата или кај било кој работодавец, мислам дека све тоа игра една голема улога во целото CV кое ти си го поднал во тие човечки ресурси, така да поради тоа и тебе те викнале ако имаш претходно искуство или ако немаш, можеби не би се нашол на тоа столче на тој интервју за разговараш, али мислам како млад човек кој првпат влегува во пазарот на трудот, не би требало платата да биде таа што би те мотивирала за да се вработиш, заради тоа што се стекнува едно искуство, се стекнуваат социјални вештини, целото окружување на таа, стекнување на работна навика, сите тие се други бенефити кои утре за понатаму градењето на карактерот на тој млад човек би бил многу попрофитабилен отколку платата што би ја земал. Тука се платите, но тука си договорите. Имаме договори за определено време и договори на неопределено време. И кои од овие договори создава на некој начин стрес кај луѓето, особено за планирање на нивната иднина. Така би ги надополниле тука со исто и волонтерските договори, сега се договори за пракса, нели за практичниот дел во одредени фирми кои ги понудуваат исто нели како платени пракси, IT секторот има и други. И мислам дека не би требало да се доживуваат како стрес сите тие работи. Зошто? Заради тоа што ако договорот на определено време мене ми вика дека на 31.12.2026 година ми прекинува работниот однос, јас сум спремен дека би ми завршил и јас го потпишувам тој договор. Но најчесто се оние ситуации, договорот е до тука, но најверојатно ќе те го продолжиме.
или можеби нема да ти го продолжиме. Зборувам за тие ситуации. За злоупотребата зборуваме. Да. Така, па често се случуваат тие работи, често се случуваат злоупотреби на тие договори, а се случуваат нели злоупотреба да воопшто нема никакви договори, односно ќе биде некој идно несвршено време кај што на крајот на денот си исполнителен во таа работна организација. Ти се исплаќа дали на рака, дали во плик, све тоа е некако тајно е зацкриено, не можеш да прашаш, нели работодавецот да го прашаш дали ќе биде формален моментот, ќе имаш договор, што би се случувало понатаму за твојата иднина, ама тоа више мислам дека полека се искоренува, заради тоа што сега многу малку би рекол дека има такви ситуации, заради тоа што од друга страна и работодавците почна да се заштитуваат, што би рекли од една страна, заради тоа што и они би сакале да го имаат тој црно на бело момент, а тие злоупотреби постоеле и ќе постојат, многу сме далеку од свесноста за да биде све така фер и транспарентно. Мислам дека треба поише да работиме на самосвесноста за тоа, да бидеме одговорни пред се сами за себе, а после пред другиот, дали како работодавец, дали како работодавци или како луѓе кои се вработени. Така, но еве треба ние да бидеме свесни, треба работодавците да бидат свесни, но прашањето е кој треба да биде најсвесен, бидејќи статистички гледано Македонија е една од земјите со најниски минимални плати. Пред нас е само Косово, а ние сме веднаш по нив. Од друга страна има и моменти каде што се зборува дека сме една многу брзо растечка економија. И кој е ставот според тебе, како јас, како млад човек или млади луѓе што не гледаат и не слушаат, како да се мотивираат, нема до сега работно искуство, како да се мотивираат со работа и со започнување на работа, ако имаме една од најниските минимални плати во Балканот, во Европа дури. Што би ги нив мотивирало да останат тука и да работат, а не да си заменат? Знам дека вие како ССМ во наредниот период, односно наредната недела, закажавте протест во делот на покачување на минималната плата, и што ве поттикна тоа да го направите? Дали од секојдневните разговори со луѓето веќе стана јасно дека со ваква минимална плата не можеме дури ни до соседите да отидеме? Така, закажаме протестот за во среда на 28 за 17 часот. Тоа ќе биде еден протест каде што би се искажал револтот, гневот на работниците, да го дефинираме така. Мислам дека меѓу тоа што сме нели со најниска минимална плата, поттикнувањето на тоа е еден индикатор кој ние си користиме нели во однос на тие разговори со владата. Индикаторот е таа минимална синдикална кошница, која во моментов изнесува 66.000 денари и 400, која е порасната за 900 денари нели од претходниот месец, кај што цените постојано растат, а платите си остануваат исти. Нели во текст сме кај што го следиме и што ја следиме нели прераспределбата на буџетот како сојуз на синдикати кој се залага за покачување на плати, за сите тие работи. Малце владата нели стагнира во тој период или одредува буџет кој не би ги задоволил потребите, односно и да биде покачена платата, пак мислам дека ќе биде нели изразено незадоволството кај работниците, ама секогаш кога би ги гледале нели тие покачување или кога би протестирале како синдикат, не само ние, нели воопшто кога би се искажувал гневот, треба да бидеме, пак ќе кажам, и свесни за одговорностите кои ги носиме нели на работното место, и малку и во тој дел
Значи ти сметаш дека освен тоа што треба да се зголеми минималната плата и луѓето кои што работат треба да бидат поодговорни на нивните работни позиции. Па мислам да. Апсолутно јас се злагам, тоа е некој по дефолт што треба да оди пропорционално едно со друго, но еве ССМ исто така излезе и со став дека ќе достави предлог закони до собранието. Два, меѓу нив е и минималната плата од моменталните 497 евра да биде зголемена на 600 евра и оние функционерите кои што во самото собрание ги има оние покачувања од 78%, истото да биде укинато. Дали сметаш дека со вакви два предлог закони, а мнозинството е такво какво што е, односно е со владата, дали сметаш дека ова на некој начин е можеби чекор кој што не би бил задоволителен? Не знам, која мислиш дека еве ти како од ССМ доаѓаш? Така. Каква е реакцијата? Каква реакција очекувате? Некоја друга реакција, освен тоа што знаеме по дефолт каква реакција би можела да настане, односно би можело да не се изгласаат? Знаете, секогаш е тоа како една игра, би рекол, некогаш игра на зборови, некогаш игра на дела и ќе видиме каква ќе биде реакцијата. Значи ние би сакале да биде нели тоа така и да се покачи минималната плата и сега да бидеме реални во нашава држава с зголемувањето од 78% стварно е беше можеби малце така како за јавноста, да кажам како шок беше за јавноста, но сепак еви ние обичните работници или сите кои работат преживуваме и секој ден си одиме на работа и се трудиме нели да бидеме исполнителни за тоа колку не плаќаат и колку не плаќаат, така да. Така, но во дело тоа дека го имаат мнозинската партија е во собранието, а и е во владата и можно е најверојатно, голема веројатност е да не ги изгласат овие два предлог закони, а сигурно на ум сте го имале тоа при самото тоа дека ќе креирате такви предлог закони. Што друго очекувате? Па не очекуваме ништо, али би се примениле нели одредени механизми кои ги има Сојузот на синдикати, значи ќе биде сега првично нели протестот, а ако треба нели понатаму ставот ќе биде дека ќе се излезе на генерален штрајк, така да кај што мислам дека тогаш би биле нели малку повеќе зголемени тензиите, што би се рекле нели помеѓу оваа страна и владиниот сектор, така да не би сакал да дојде до тоа да народот нели односно работниците или сите кои би ја поддржувале таа политика за зголемување на минималната плата да излезат на улица, ама ќе видиме како ќе се одвива свет тоа, заради тоа што не сме самите ние кои одлучуваме, имаме повеќе фактори и повеќе синдикати. Кога ќе спомнеме на ССМ, тука може и да добиеме перцепција дека тука и самото односно е дека има повеќе синдикати и сега дали ќе можеш да ми објасниш како функционираат, во смисла еве на оние што не слушаат и што не се запознаени, како функционира ССМ, на пример, како функционираат синдикатите засебно, од дали е потребно тоа поделеноста да дојде од самите професии, како се викаат тие, дали се тие како гранкови синдикати според делот на професиите и што всушност ги одржува тие гранкови синдикати и кои според тебе мислиш дека се на некој начин во проблем, бидејќи нели сите се водат по оној општ колективен договор, но нема конкретни или донесени колективни договори за одредена гранка. Еве на пример ќе ги земам медиумите. Така. Па вака Сојузот на синдикати на Македонија е една
многу голема организација, би рекол. Оваа година е исто така јубилејна од постоењето, значи 80 години постоење, што би кажали и доста возрастна, стара, да кажеме, нели, како институција која се занимава со работничките права, со нивна заштита и унапредување. Така да синдикатите, во Сојузот на синдикати има гранкови тие синдикати кои се поделени по самите струки кои работат, значи агросиндикат, имаме синдикат, како што кажавте, за медиуми, синдикат за здравство, за синдикат има, нели, повеќе групи се на синдикати кои се опфатени во Сојузот во самиот Сојуз, и делувањето е каде што врз основа на закон за работни односи, во корелација со него се изготвуваат тие општи колективни договори кои ги имаме за јавниот сектор и за приватниот сектор. Под општите колективни договори би доаѓаат, нели, гранковите колективни договори кои се за секое за гранка? Да, за секоја гранка се засебни, ама секој подколективен договор е со поунапредени работнички права. Така некако би го дефинирал. Зборуваме за гранков колективен договор. Да, со поповолни услови, со или поповолни. Ако не постои, значи поконкретизирано. Например, еве, ќе ги земеме медиумите. Медиумите, односно медиумските работници се уште се водат по уние општ колективен договор. Значи тие работат во медиум, се уште нема донесено колективен договор за медиумските работници и односно не им се конкретизирани од одредени права кои што би требало да ги имаат и на некој начин фиктивно може да се каже дека Па не би рекол дека е фиктивно, туку се водат по општиот договор, но колективно не е на пример унапредено. Еве на пример кои имаат колективни договори од гранковите синдикати? Така, од гранковите синдикати, па мислам дека поголемиот дел од синдикатите има, значи агросиндикатот, има синдикатот за индустрија, синдикатот што е УПОС, тоа е за администрацијата, судството, за администрација, за судство, здравство има, министерство, синдикатот за култура има, кој еве сега беше тој најактуелен, нели, каде што не им ги покачија платите, па имаше тужби, па и на присуда, нели, настанаа такви некои работи, така да поголемиот дел од гранковите синдикати имаат колективни договори, но не е тоа, мислам, толку спорно колку што е спорно неспроведувањето на истите од страна на работодавците, дали во јавниот или во приватниот сектор. Така да мислам не е спорно дали има колективен на гранка или нема, односно неспроведувањето на истите. Мислам дека тоа е поголемиот проблем, кај што би требало, нели, да бидеме свесни за тоа, отколку дали има или нема, заради тоа што посекако има општ колективен договор, има закон за работни односи и мислам дека не би требало тоа да е толку страшно. Да, нели, секако поповолен услов доколку го има, ама доколку го нема, не би требало да не плаши, заради тоа што може и да го има, да не се спроведува, вака барем знаеме дека го нема. Да, но од друга страна пак ако го нема, тогаш и можеби би сакале да го имаме. Еве, например, јас како медиумски работник би сакала да има колективен договор во мојата професија, за да можам поконкретно да ги знам и да ги бранам своите работнички права. Од друга страна, можеби самиот работодавец во еднина не би можел да го спроведе она што јас, нели, како медиумски работник би тврдела дека би го заслужила. Во смисла дека колективните договори конкретно за одредена гранка обезбедуваат повеќе права и дека самите работници така на некој начин би биле посигурни. Но еве, во тој дел сакав да те прашам, ССМ секојдневно, нели, повикува луѓето да се зачленат и да бидат дел од синдикатите, во смисла на тоа дека обединети полесно може да се избориме сите ние, нели, за нашите работнички права, но еве
кои се нашите работнички права. Сите зборуваме ние за нашите работнички права, но никој или можеби би рекла дека се почесто забораваме да ги споменеме. Па еве, кои се оние според тебе главните според кои треба да секојдневно да се водиме кога ќе кажеме јас ги имам работничките права. Така, па не би одвоил никој од ни едно од правата како посебно, заради тоа што сите права се еднакво битни во било која организација и да работиме така да мислам дека правата како права од работен однос не треба да не плашат, баш напротив, тие се тука за да допрецизираат, за да биде поформално, поспакувано све тоа што нели пазарот на трудот го нуди, а многу од луѓето го гледаат тоа како страшно, обично кога ќе се каже дека има закон за ова или права за ова, секогаш се зема со некоја резерва, демек сега као последното ќе го споменеме законот за инфлуенсерите и сега доаѓа ко страф заради тоа што луѓето не знам зошто така го доживуваат, баш напротив не би требало да се доживува како да е нешто страшно, баш поради тоа што преку тоа ти се гарантира заштита, некоја да кажеме, заради тоа што имаш закон на кој би можел да се повикаш, да се потпреш за во било која дадена ситуација, дали доколку е нешто прекршено, дали е нешто што би било во прилог на работниците, а мислам дека ниту еден закон не е направен на штета да биде нели да биде на штета на тој што би го употребувал. Така, или што би бил обврзан со тој закон. Но еве, го спомна законот за инфлуенсери, имаше измишани реакции, особено кај луѓето, бидејќи секојдневно сите ние сме на некој начин под инфлуенсинг на сите оние креатори на содржини кои што се поголем број ги има, од креатори на содржини до јутубери, до инфлуенсери, и од тоа што го прочитав и многу ставови прочитав на луѓето што ја работат ова, да кажеме, нова професија на иднината, некои од нив се на ставот дека со тоа на некој начин им се прекршуваат одредени права. Другите пак велат дека тие плаќаат данок и дека се е во ред и дека не треба да на некој начин да бидат ограничени или ставени во нека правна рамка. Трети пак велат дека не ги повикале при донесување на ваквиот закон или при креирање, иако претходно од АВМУ имаше соопштение, мислам кога зборува за самото креирање на законот, дека повикале луѓе кои што работат во овој дел да го кажат нивниот став и нивното мислење, но оние кои што не биле повикани сметаат дека тоа не било направено. Сега јас кажав неколку работи чисто нели да како воведно во тоа што сакам да те прашам, дали сметаш дека можеби е добро и со самата регулација, но и на некој начин да се формира некое здружение, можеби на инфлуенсери, или да се направи некој договор меѓу нив или некакво здружение со кое што или да се постави закон по таму да излезе нели можеби синдикат, не знам, на медиумски работници за полесно тие да се ги загарантираат нивните права. И каква е еве праксата во странство, дали си запознаен? Така, тоа што го спомна на почетокот се со поделени ставови, нели самите инфлуенсери помеѓу себе, некои се за запознаени, некои воопшто не би требало да биде нели толку спорно целото тоа како закон, заради тоа што нели доколку се стремиме ние како држава која во развој, која би сакала да ги практикува тие европски стандарди, европски практики, мислам дека во Европа баш и нема да се помине туку така дека ќе имам поделено или ќе имам одбивност, ќе имам по друго мислење или одбивност према законот, туку ќе се прифати апсолутно се како што треба и ќе си функционира најнормално, заради тоа што самиот момент што рековме дека е нели како нова професија,
тука би ги споменале не само инфлуенсерите, би ги земали платформските работници. Пример Корпа, Волт или во Европа постојат многу други, нели, што се и Uber, тие за електрични скутери, изнемуе. Каде што Европа има и закон за платформски работници, дека кај нас нема таков закон. Мислам дека меѓу другото како законот за инфлуенсери треба да се обрне внимание и за тие луѓе кои работат, нели, достава на храна или нудат различен вид на услуги преку веб платформа или како и да е, дали е преку апликација или е, нели, вебсайт. Заради тоа што и они се соочуваат со одредени пречки при работењето, со одредена проблематика, но едноставно, нели, као општество се уште се унапредуваме и сме, јас мислам дека сме на добар пат за унапредувањето, нели, на сите тие права и во склоп на законите. Така, да, но овие инфлуенсерите кои што или креаторите на содржини, во тие ставови кои што ги гледам на социјални мрежи и што имам прилика да ги прочитам, велат дека можеби не се регулирани на начин како што тоа би го направиле во Европа. Еве ти зборуваше за оние платформски работници што ги спомена, но според Европскиот дигитален акт имаат друга вокација. Кај нас инфлуенсерите и креаторите всушност според таа регулација ќе се водат како лица кои што информираат или и се нудат содржини од забавен карактер и всушност на некој начин би се третирале како медиуми, и тоа тука нив ги буни, додека во странство праксата е друга. Инфлуенсерите се оние кои што имаат содржина која што најчесто е од рекламен карактер. И сега тука настанува, нели, побуната и многу од луѓето велат па како така работат, а не се регулирани. Знаеш, поделени се ставовите, овие што работат велат ние работиме, плаќаме данок, овие што всушност ние конзументите велиме дека ајде, треба да се регулираат бидејќи сите ние сме регулирани во нашата професија. Така да не гледам што е проблемот и зашто они го гледаат како проблем, заради тоа што вие како, нели, како медиумска куќа или јас во мојата професија е правно регулирана, значи не гледам нешто дека би било спорно доколку е, нели, све тоа правно регулирано и самите кажавме, некои се оданочени, некои плаќаат данок, некои не плаќаат. И јас би го поставил прашањето зошто едните плаќаат, другите не плаќаат. Што се поразлични, а ја вршат истата дејност. Нели, дали од рекламен карактер, како и да е, каков и да е тој контент, нели, на креирање, мислам дека самите би требало да речат не е фер, мојов колега плаќа данок, е пријавен и се, ама мене ми е супер вака. Па, нели, малку е не фер да истото го работиме, али јас да бидам регуларен пред законот, а некој малце да фати кривина. Така, но они велат, па на пример, многу од нив велат дека нивните големи соработки потпишуваат договор кој што самата фирма која што им го нуди продуктот плаќа данок за тоа, и на тоа најчесто наоѓаат, да не кажам изговор, но тоа е оправдувањето и за тоа што велат дека плаќаат данок, но сите ние сме сведоци или сме слушнале дека многу од работите кои што ги направиле за промоција на тоа не платиле данок, и затоа луѓето можеби понекогаш се и изреволтирани во тој дел. Така, од една страна и може би е така, ама од друга страна поголемиот дел ние немаме full-time job инфлуенсер. Да кажеме полно работно време, што работиш инфлуенсер, нели? Полно работно време од 8 сати, не. Поголемиот дел се луѓе кои се вработени регуларно на пазарот на трудот, кај што тој профил им е уреден со закон, по работни односи, нели, си ги уживаат сите права од работен однос, здравствена, социјална заштита, право на одмор, така. Едноставно ги уживаат сите. Ово е како дополнителна дејност, може би да ја речеме, нели, во слободно време се инфлуенсери
и од тоа остваруваат некој приход каде што ја рече па јас дека сум регулиран, сега зошто и овде да ме регулираш. Така. Да, мислам дека поголемиот дел е тоа спорно, исто како што има многу луѓе, тоа е реалноста во нашата држава што се вработени со полно работно време во една работна организација, но надвор од тоа работат секако вид на занаети, дали е механика, дали е нели градинарство, искрено нели секој со своите способности пробува нели да дојде до плюс некои дополнителни пари, нели за да може да го уживаме се малце покомотно или да отиде на одмор место 7-10 дена. Така. Да, мислам... но и со овие плати многу од па и младите, постарите и сите велат дека не можат баш толку многу да си обезбедат, па и тие 7 дена веќе стана луксус, да кажеме, за жал. Така, за жал тоа и поради тоа нели се да кажеме нели нерегулирани овие што се регулирани, вика зошто овие нерегулираните сега се бунат и обратно, и секогаш ќе има нели поделени ставови, поделени мислења во однос на тоа. Еве сега пример да земеме нели јас сум редовно вработен, имам здравствено осигурување и сите тие работи. Во слободно време можам да работам механичар, да се повредам, нели дома имам гаража, работам тоа, се повредувам, јас не сум осигуран преку мојата работилница што работам дома, туку сум осигуран преку нели законот за здравствена заштита. Да, од првата работа. Од првата работа, и го користам, го уживам тоа право, додека дека ми е нерегулирано, али ми стои дека и да се повредам, тука сум покриен, така да. Така, да. Да, ако го земеме нели моментот на повреда. Така. Ги спомнавме инфлуенсерите, тука сакав само и да споменам дека многу млади се инспирирани, зборам за тинејџерите, бидејќи поминуваат најмногу време на социјалните мрежи, се инспирирани од инфлуенсерите и сакаат тоа да биде нивната професија. Кога ќе ги прашаш денеска, има многу случаи кога ќе кажат што сакаш да бидеш, и ќе кажат јас сакам да бидам инфлуенсер. И дали сметаш дека тоа сепак е професија и треба да ја прифатиме како професија? Јас секако ја прифаќам како професија, но и тоа не би требало да биде оправдување на младите да гледаат поттик и да губат надеж во оние други професии кои што мислам дека се вредни за размислување. Знаете како не можете да му наметнете на некој што да работи или колку да работи или како да го работи, заради тоа што нели сите си имаме различни способности, различни тие skills да ги кажеме, и не секој е вешт и способен за повеќе работа или за една работа. Ако јас сум добар, не знам, да играм фудбал, можеби ти не си со таа вештина. Така да мислам дека пред се треба да се поработи на тоа што на вистина сакаш да работиш, да не го гледаш само моментот дека инфлуенсерот нели седи дома, му плаќаат за рекламирање на некој одреден продукт, другото време му е слободно и дека него работата му е лесна и дека тоа е единствениот излез за заработување. Но мислам дека и не е сигурно тоа толку лесно како што повеќето нас го гледаме, нели, го доживуваме. Мислам дека они имаат некоја позадина скриена која што ние како гледачи не ја гледаме и не ја доживуваме, и дека можеби е напорна во тој дел. Но еве ќе се навратиме на работничките права и во делот на дискриминирање при самото вработување, особено за родовата дискриминација. Сакам да позборуваме малку, затоа што еве многу мои пријателки или им кажуваат нивни лични искуства или искуства на нивни пријателки кои што велат дека при само вработување одат да се вработат, и меѓу прашањата кои што им ги поставува работодавецот е тоа кога планираш да формираш семејство, дали е тоа во првите 2 години, дали е во првата година од самото твое вработување, и што е во случајот ако кажат јас сум верена и понатаму веќе да не ги викаат на работа.
како можат они тоа да го пријават и како може да ја докаже таа родова дискриминација при самото вработување? Мислам дека сите сме свесни за таа дискриминација, поготово за тоа прашање, нели формирање на семејство и на фамилија. Сите сме свесни, сите имаме некаков пример каде што некој близок или, како што кажа пријател, другарка, небитно, или си го слушнал моментот нели на поставеното прашање. Тоа постои, ама не можеш да го докажеш, а постои, сите знаеме дека постои како родова дискриминација, и мислам дека тоа не треба ниту работодавците да ги заплашува, заради тоа што поубаво да имам вработен отколку да немам вработен, и да биде оптеретувањето поголемо на тие што се веќе вработени, заради тоа што со вработувањето ја го олеснуваш процесот на работа, а мислам дека тоа мајчинско право е едно од најголемите, сигурно е најголемото човеково право кое постои на нашава планета Земја, во било кој систем, во било која организација, било какво уредување нели на државите. Мајчинското право е право број еден и никој според мене не би требало да го ускратува, иако сме свесни дека постои, ама сепак нели тоа е нешто што треба поголемо прашање, поголемо системско прашање, не е дека само синдикатите нели би делувале на таа родова дискриминација или како и да тоа мислиш дека според законот треба да се регулира во однос на тоа колку жени наспроти мажи би требало да бидат вработени во одредена институција. Добра, сега во приватниот сектор не знам како би тоа би можело да се регулира, но еве не постои само кај нас, постои во светот, и мислам дека жената, како што се става притисок на мажот во денешно време, дека нели треба да печали повеќе, ајде така да се изразиме, се става притисок и на жената, особено на млада девојка која почнува работен однос, и тука доаѓа треба да формирам семејство, но претходно треба да работам, треба да стекнам искуство, но треба и да го задржам работното место, дали ќе ми дадат договор, и тука многу прашања, и дали еве во делот на ССМ дали доаѓаат млади девојки и дали се жалат во тој дел, мислам, дали го регистрираат и го пријавуваат таквиот случај како проблем? Искрено не знам дали постои конкретен пример баш на ова за оваа тема, нели дискриминација. Сигурно постои, но многу од младите, а и многу од веќе кои се во пазарот на трудот, односно кои се вработени, мислам дека луѓето кај нас малце и не се охрабрени за да го искажат тоа како такво, или дека нели почувствувале закана од работодавецот, им било загрозено некое право, дали од работен однос, не е ни битно, било какво човеково право дека им било загрозено. Многу од луѓето не се охрабруваат да го споделат тоа или да го кажат, поготово во некоја институција, не мора да е синдикатот, не мора да е ССМ. Значи постојат многу повеќе нели институции кои би се залагале за такви прекршувања или такви некои да ја кажам закани, каде што би можело да се делува, ама мислам дека ние се уште како народ не сме охрабрени или како нација за да го искажеме свет тоа, и во нормални држави мислам нигде не е проблем за тоа што ти е напишано да ти следува тие услови кои ти ги нудат да ги имаш, да не биде светот туку така фиктивно, каде што ние се соочуваме со услови на нели можам да кажам најниското за да се задоволат само потребите на организацијата. Така, основните потреби, но затоа и тука го спомнав ова, од тоа што истражував, видов дека ССМ, не знам дали може да се види убаво, но
ССМ има една апликација која што е намената за работничките права. И еве јас сега ќе ја отворам и сакам заедно да ја продискутираме и да ја опишеме за оние кои што не знаат. Јас како никој кој што е вработен или не вработен можам да ја отворам, да ја симнам апликацијата, мислам дека е достапна за сите мобилни телефони. Тука имам совети, имам новости, настани и можам и да пријавам жалба за себе, за друг, да пријавам прекршок, барање и да добијам совети дури за одмор, отсуство, безбедност и здравје при работа, социјално осигурување, колективните права, решавање спорови, престанок на работен однос, од плата до мобинг, до дискриминација. Кога се формираше оваа апликација и дали си слушнал и дали знаеш каква е праксата, дали ја користат? Бидејќи навистина јас вчера ја симнав на телефон и гледам дека има што да се види и мислам дека би ми користела. Така. Значи апликацијата беше еден можам да го препишам како успешен проект, кој беше потпомогнат од Меѓународната конфедерација на синдикати и Европската конфедерација на синдикати, така да станува збор за апликација која е изработена во времето на COVID. Значи која више и многу од луѓето останаа без работа или беа работните места стајани во мирување, некои одредени беа искроз затворени и луѓето не баш има пристап каде да се обратат институциите. Не работе или работеа со скратено работно време, 2 сати еднашка во неделата заради таа цела глобална пандемија. И апликацијата беше еден добар инпут во општеството. Баш ми е жал што вчера си ја дознала апликацијата. Да, и мене ми е жално, еве сега ја знам. Да, иако имаше промоција на апликацијата, промотивни видеа, беше промовирана низ целата Македонија и беше баш на еден интересен начин помеѓу младите, односно во места каде што се собираат младите, тоа знаеме каде кафињата, каде се во кафичите, во рестораните, локални тие ланч барови. Да. Така да беа одржани средби за промоција на апликацијата и има еден голем успех, можам да го кажам тоа како една апликација, заради тоа што имавме стварно голем број на пријави, на дојави, на прашања кои луѓето се интересираат. Најчесто станува зборот во однос на платите, неисплатено, доплатено, дали може вака, по кој коефициент, по кој тие беа едни од најчестите, но не дека останатите прашања не биле засегнати кои се во делот на работничките права. Тоа што е добро, апликацијата е поврзана со Државниот инспекторат за труд, така да доколку направиш некаква пријава, автоматски стигнува во Сојузот на синдикати и во Државниот инспекторат за труд, така да поврзани се, да. Да, се во корелација и малку више кога се открива името на организацијата која го прави прекршокот или кога веќе станува сериозно, вака на пример можеш анонимно да си пријавиш, така? Да. Видете и кога е анонимно е сериозно. Заради тоа што таа пријава која е анонимна сепак стигнува до Државниот инспекторат за трудот, иако еве земеме X организација направила прекршок во делот на работничките права и да е анонимно пријавено, стига во Државниот инспекторат за труд дека во таа организација има прекршено работничко право, така да после тоа се спроведуваат увидни мерки кои зошто како али сепак е еден многу добра алатка на Сојузот на синдикати, како што ја имаме исто Есинди. Не знам дали си запознаена за тоа. Не знам. Да, Есинди е еден чат бот. Може да го наречеме како чат бот, каде што исто така може во
да се постават нели прашања, го постои на Facebook, на Facebook како е Синди советник за работнички права, исто дел од проект нели поддржано за Меѓународната конфедерација на синдикати, Европската конфедерација на синдикати, баш исто во времето кога беше промовирана апликацијата. Така да луѓето може и имаат каде всушност да се обратат и пријават, бидејќи сме во некоја дигитална ера. Но еве како за крај, што би им порачал на младите кои што не гледаат и кои што не слушаат и кои што не знаат доволно за нивните работнички права, дали слободно може да се обратат еве кај тебе, до ССМ или до самите синдикати на нивните работни места, и дали е тоа чекор кој што треба да го направат во делот за тоа да се заштитат себе си и нивните работнички права? Така, па да, би го ставил одговорот како таков, дека нели слободно може да се обратат, дали кај мене, дали во Сојузот на синдикати. Пак ја напоменам дека не би сакал сега да ги подцениме или да ги отфрлиме останатите синдикати, нели, кои исто се залагаат за работничките права. Тоа е едната тема, само е спакувана различно, али мислам дека работничките права и сите кои се застегнати, дали се прекршени или дали се некои необјаснети, недоразјаснети, не само кај мене постојат, меѓу друго нели институциите за да се обратат, но доколку нели не добијат одговор или е малку по официјален момент од институција, мејл, па треба да одиш да чекаш, мислам дека слободно може да се обратат и на апликацијата, дали кај мене, дали на страната, дали во останатите синдикати. Мислам дека никој не би ги вратил, заради тоа што и тоа е целта, да се унапредуваме воопшто, нели, како општество и како луѓе кои би сакале нели да живееме во една понормална држава со едни понормални услови за работа. И тоа и повисоки плати. Меѓу другото. Да, меѓу другото. Ти благодарам, Дарко, на овој разговор. Ти посакувам секое добро и многу успех во иднина. Така што ова би било тоа за оваа епизода, каде што позборувавме малку за работничките права. Се надевам дека во иднина ќе ја начнеме оваа тема малку повеќе, но тоа би било тоа. Останете и слушајте Хоризонт Илма до следната епизода.